Добро дојдовте. Вестите денеска ги започнуваме со веста дека во детската болница Козле од минатата недела е воведена можност за вршење комплетни лабораториски испитувања и во трета смена, соопшти Министерството за здравство. Тоа значи дека сите пациенти кои имаат потреба можат во кое било време да се јават на дежурен лекар, каде ќе добијат комплетна здравствена услуга, вклучувајќи ги и потребните лабораториски испитувања. Продолжуваме со вестите веднаш по генералната најава. Се реконструира основното училиште Братство во Горно Нерези. Реконструира на улицата Васко Карангелевски во аеродром. 5 детски игралишта во центар адаптирани за децата со посебни потреби. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до сите учесници во сообраќајот внимателно да возат за време на продолжениот викенд, со цел да се избегнат сообраќајни несреќи кои за жал се карактеристични за летните месеци и за празничните денови. Последниот продолжен викенд од месец август е пред нас. Убавото и топло време се идеална прилика за организирање продолжен одмор или пократко патување, која ќе ја искористат голем број од граѓаните на Република Македонија. Карактеристично за секој продолжен викенд е зголемениот интензитет на сообраќај и поголемата фреквенција на автомобили од вообичаеното. За жал, црната статистика повторно не потсетува дека за време на продолжен викенд, особено во летниот период, вообичаено се зголемува и бројот на сообраќајни незгоди и секако бројот на загинати и на повредени лица во сообраќајни незгоди. Дали црната статистика и потресните стории за загинати и за повредени лица во сообраќајни незгоди ќе бидат реалност после овој продолжен викенд или не, зависи од секој граѓанин поединечно, од секој учесник во сообраќајот без разлика дали станува збор за возач, патник, велосипедист, мотоциклист, пешак или друго. Почитување на сообраќајната сигнализација и сообраќајните знаци е основно правило за безбедно управување со возилото и представува гаранција за безбедно одвивање на сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни и одговорни во сообраќајот, да ги почитуваат правилата за ограничување на брзината и да не управуваат моторно возило под дејство на алкохол. Сообраќајната култура и меѓусебното почитување секогаш треба да бидат на прво место кај секој учесник во сообраќајот. За добар одмор, убаво поминат викенд и безбедно патување. Бидете трпеливи во сообраќајот, прифатете го фактот дека е гужва и подгответе се за колоните возила кои ќе ги има на наплатните рампи и на граничните премини. Внимавајте на пристигнувањето и никако не практикувајте слалом возење. Прилагодете ја брзината кон условите на патот. Не пристигнувајте на полна линија или кога немате прегледност на патот. Алкохолот, се разбира, е најголемиот непријател на возачите. Патувајте одморени и не заборавајте да користите појас. Преземете ги сите неопходни мерки за поголема заштита, за поголема безбедност во сообраќајот и за удобно патување, како и за убаво поминат празничен викенд. Не дозволувајте моментите наменети за уживање да се претворат во трагедија. Градоначалниците на општините Бутел и Илинден дадоа отчет за сработеното. Деталите подоцна во вестите. Комплетно се реконструира стариот објект на основното училиште Братство во Горно Нерези. Реконструкцијата на стариот објект, кој е изграден уште во 1937 година, се очекува да заврши до 20 септември. Во тек е комплетна реконструкција на подрачното основно училиште Братство во Горно Нерези, кое е изградено во 1937 година од жителите на ова место. Во текот на целосната реконструкција на училиштето ќе се замени покривната конструкција, ќе се постават нови подпорни ѕидови, замена на прозорците и вратите, комплетно ќе се уреди внатрешниот дел на училиштето, додека пак на надворешниот дел ќе има само минимални интервенции, со цел да се задржи автентичниот изглед на стариот објект. Со оглед на тоа што во ова училиште учат само 7 дечиња, градоначалникот на општина Карпош истакна дека поисплатливо било да се превезуваат учениците до училиштето во Тафталиџе. Со оглед на тоа што во ова училиште учат само 7 дечиња, градоначалникот на општина Карпош истакна дека поисплатливо било да се превезуваат учениците до училиштето во Тафталиџе, но заедно со жителите одлучено е да се реконструира објектот.
Ова е дел од училиштето Братство во населеното место Горно Нерези, каде што учат ученици исклучиво од албанска националност. Во моментов имаме 7 дечиња. Искрен да бидам, економски за нас е поисплатливо тие деца да ги транспортираме секој ден до основното училиште Братство во Тафталиџе, но општината одлучи дека барем првите 5 години подобро е да учат овде во својата средина. Правиме појачувања на плочата, правиме нови скали, целосно реконструкција на зидовите, нова кровна конструкција, нови изолации, нови тоалети, како и нови училници и училница односно една просторија, една канцеларија за персоналот. Во исто време воведуваме парно грејење во самиот објект, затоа што до сега децата се греја на ќумбе. Општина Карпош сакаше овој објект да го сруши и да изградиме комплетно нов објект кој што немаше многу повеќе пари да не чини, но ќе добиевме нов објект. Меѓутоа, мештаните од ова населено место се емотивно врзани со објектот кој што тие сами го градале. Реконструкцијата на училиштето се очекува да заврши до 20 септември, со што учениците ќе продолжат да ја следат наставата во новиот објект. Како што истакна градоначалникот Јакимовски, од почетокот на учебната година до 20 септември планирано било да се превезуваат учениците до основното училиште Братство во Тафталиџе, но жителите се согласиле да им се обезбеди една просторија во Горно Нерези, во која ќе одржуваат наставата до завршувањето на реконструкцијата на училиштето. Реконструкцијата на училиштето ќе чини околу 90.000 евра. Реализирани 3 пати повеќе проекти од ветените во изминативе 4 години во општина Бутел, меѓу кои изградба и реконструкција на улици, училишта, градинки, паркови и плоштади. Општина Бутел е како најмала општина во рамки на град Скопје и една од посиромашните во Република Македонија. Во изминатите 4 години има реализирано над 230 проекти. Тоа е 3 пати повеќе од бројот на проектите што се ветени, рече на денешната пресконференција градоначалникот на општина Бутел Петра Латиновски. Меѓу позначајните ги истакна реконструкцијата и изградбата на улиците во должина од 32.964 метри квадратни. Посочи дека голем дел од реализираните проекти произлегле од идеите и барањата на граѓаните. Изградиме 40 улици со површина од 32.964 метри квадратни, изградиме над 12 километри пекелна и атмосферска канализација, како дел од 29 канализациони мрежи. Латиновски нагласи дека на десетици километри е поставено ново улично осветлување, изградени се нови тротоари, донесени се детално урбанистички планови, завршени се легализации на дивоизградените објекти и реализирани се повеќе проекти од културата. Првите индустријски капацитети ќе започнат многу брзо со работа, а веќе 5 нови индустријски капацитети имаат извадено веќе во фаза на нова барање за дозвола за градба и со тоа мислам дека индустријската зона Визбегово, заедно со двете нови индустријски зони, Расадник и Љуботински пат, ќе представуваат идниот просперитет и развој на општината Бутел и мислам дека интересот од она што досега го имаме ни дава за право да мислиме дека на вистина сме ја погодиле намената на просторот во овие индустријски зони. Во делот на образованието, Латиновски нагласи дека се реконструирани 6 основни училишта и 2 детски градинки во Бутел 2 и Скопје Север. Од поголемите реализирани проекти ги издвои новото основно училиште Живко Брајковски и новата градинка во населбата Радишани. Сакал да ги издвоим и поголемите реализирани проекти, како што се изградбата на новото училиште Живко Брајковски, новата градинка во населбата Радишани, новата спортска сала во село Љубанци, двете повеќе наменски спортски игралишта во Бутел 1 до основното училиште Климент Охридски, во Бутел 2, како и 10 забавни игралишта на територијата на општина Бутел. Темелно се реконструирани сите 6 училишта на општина Бутел. Темелно се реконструирани двете детски градинки во Бутел 2 и во Скопје Север. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски даде отчет за сработиното во изминатиот 4 годишен период. Акцент од сработиното беше ставен на поволната клима за инвестирање во општината.
Инвестицијските патишта водат кон општина Илинден, како резултат на процесот на привлекување на инвестиции, оптималното искористување на можностите и ресурсите во овозможување на поволни услови за влез на нови инвеститори и поддршка на постојните стопански субјекти, истакна градоначалникот Джика Стојановски на пресконференцијата посветена на реализираните проекти во општина Илинден во периодот од 2013 до 2017 година. Тој додаде дека водечките индикатори за одржлив локален економски развој покажуваат зголемување на бројот на инвестиции и отварање на нови реални слободни работни места. 70 нови членови на бизнис семејството кои во изминатите 4 години ги реализираа своите инвестиции во општина Илинден, го следат континуитетот на инвестицискиот циклус, во кој од 2008 година до денеска реализирани се вкупно 180 инвестиции, од кои 33 странски директни инвестиции, додека невработеноста која во 2008 година изнесуваше 38%, денеска изнесува 6%. Стојановски стакна дека зголемувањето на безбедноста во сообраќајот е еден од приоритетите на општина Илинден. Во последните 4 години изградени се 47,3 километри локална патна инфраструктура, за што се инвестирани 300 милиони денари, како и пешачки и велосипедски патеки во должина од 15 километри, со што се олеснува комуникацијата и значително се подобрува безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Тој додаде дека се изградени и 8 нови мостови, од кои 6 пешачки, како дел од проектот изградба на 10 мостови. Изградбата, рехабилитацијата, санацијата и реконструкција на локалните патишта е од големо значење за локалното население, се олеснува комуникацијата, значително се подобрува безбедноста на сите учесници во сообраќајот, за што инвестиравме 300 милиони денари. Изградивме 8 нови мостови, од кои 6 пешачки мостови, како дел од проектот изградба и реконструкција на 10 мостови. Градоначалникот се усврна на повеќе реализирани проекти, како изградбата на нов објект на амбулантата во Миладиновци, која опфаќа 4500 жители од 6 населени места. Потоа изградбата на новиот дел од градинката, која сега има површина од 2000 метри квадратни и капацитет за згрижување на 400 дечиња. За воведувањето на средно образование во општина Илинден, по изградбата на новата училишна зграда, изградбата на 2 нови домови на култура, како и за реализацијата на повеќе проекти во областа на заштитата на животната средина, меѓу кои изградбата на систем за прифаќање, третман и одведување на отпадните фекални води од домакинствата, 4 пречистителни станици со капацитет од 1250 еквивалент жители и канализацијски систем во должина од 16.000 метри во населените места Илинден, Марино и Кадино, кои опфаќаат 1400 домакинства. Во делот на заштита на животната средина, во рамките на проектот за изградба на систем за прифаќање, третман и одведување на отпадните фекални води од домаќинствата, за кој инвестиравме 150 милиони денари. Изградивме 4 пречистителни станици со капацитет од 1250 еквивалент жители и канализацијски систем во должина од 16.000 метри во населените места Илинден, Марино и Кадино. Со цел обезбедување на квалитетни и ефикасни комунални услуги за потребите на граѓаните и на стопанството, набавивме 2 нови специјални комунални возила за собирање и транспорт на комунален отпад и едно специјално возило за зимско одржување на улиците и патиштата. Се намалува цената на дел од катастарските услуги. За кои поточни услуги станува збор, ќе ви информираме подоцна. Реконструирана е улицата Васко Карангилевски на путегот од крстосницата со булеварот Јане Сандански до крстосницата со булеварот Асном во должина од 600 метри. Реконструкцијата опфати и нивелирање на 30 шахти и сливници, промена на рабниците и санација на тротоарите. Заврши реализацијата на првата фаза од проектот за реконструкција на улицата Васко Карангилевски во општина Аеродром.
Увид на реконструираната улица денеска извршија градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски и градоначалникот на општина Аеродром Ивица Куневски. Во оваа фаза целосно е реконструиран коловозот на улицата Васко Карангилевски, на потегот од крстосницата со булеварот Јане Сандански до крстосницата со булеварот Асном. Со овој градежен зафат во должина од 600 метри беше изгребан стариот и оштетен асфалт, беше вградена полимерна мрежа за засилување на носечки слој и беше нанесен нов асфалт, истакна градоначалникот Трајановски. Додаден дека биле нивелирани 30 шахти и сливници, се извршила промена на рабниците и санација на тротоарите. Трајановски информира дека во тек се постапките и се изготвува соодветна документација и за реконструкцијата на булеварот Февруарски поход, на потегот од булеварот Видо Смилевски Бато до булеварот Асном. Градоначалникот Ивица Куневски изрази благодарност за реализацијата на овој капитален проект и на многу други, со кои, како што рече, уште еднаш се потврдува одличната соработка на град Скопје и општина Аеродром. Според него, сите овие проекти се реализираат во насока на подобрување на квалитетот на живот на жителите на Аеродром. На терен работеле екипите на градежната компанија Пелагонија од Гостивар, а за овој градежен зафат град Скопје вложил 7,8 милиони денари. На 5 детски игралишта во општина Центар ќе бидат поставени реквизити наменети за децата со инвалидитет, што ќе им овозможи безбедно да се забавуваат. Вакво игралиште веќе е адаптирано кај Централниот парк во Капиштец, а ќе се постават и на игралиштата во Градски ѕид Агромеханика, Градски ЗИД Автомакедонија, Градски ЗИД Зелен пазар и Капиштец Зебра. Нови адаптирани лизгалки, клацкалки и реквизити за вежбање ќе бидат поставени на 5 постоечки детски игралишта на територијата на општина Центар. Адаптирањето подразбира оформување на простор со реквизити, кои би биле достапни и за децата со инвалидитет, што ќе им овозможи безбедно да се играат, да се социјализираат и ќе им се овозможи поттикнувачка средина за правилен раст и развој. Реализацијата на овој проект, кој е во интерес на децата со попреченост, е на Министерството за труд и социјална политика, во партнерство со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија и општина Центар. Министерството ги обезбеди реквизитите, а општина Центар просторот. Адаптираните игралишта според европски критериуми ќе бидат достапни за децата со попреченост. Целта на овој проект е да го подигне сознанието за различностите од најрана возраст и подигање на свеста за неопходноста од социјализирање и инклузија на овие деца. Вакво игралиште веќе е адаптирано кај Централниот парк во Капиштец, а ќе се постават и на игралиштата во Градски ЗИД Агромеханика, Градски ЗИД Автомакедонија, Градски ЗИД Зелен пазар и Капиштец Зебра. Од 1 септември се укинува плаќањето за повторно поднесување пријава во Агенцијата за катастар, што значи дека граѓаните кои од страна на катастарот се одбиени по кој било основ при повторно поднесување на пријавата нема да плаќаат надомест. Од 1 септември се укинува плаќањето за повторно поднесување пријава во Агенцијата за катастар на недвижности, што значи дека граѓаните кои од страна на катастарот се одбиени по кој било основ при повторно поднесување на пријавата нема да плаќаат надомест, најавија денеска министерот за транспорт и врски Горан Сугарески и директорот на Агенцијата за катастар Борис Тунџев. По нивната денешна средба во Министерството за транспорт и врски, директорот Тунџев рече дека се работи на адаптирање на електронскиот шалтер, кој што треба да ја овозможи реализацијата на оваа мерка. Тој најави намалување и во сегментот на користење на податоците од Агенцијата на катастар, како и на надоместокот кој граѓаните го плаќаат при запишување на одредени права. Во однос на чинењето на имотниот лист, директорот Тунџев рече дека се уште се прават анализи за цената на чинење и очекува по извештајот од службите да се види како тоа ќе се одрази на финансиската конструкција на катастарот. По направените анализи, како што најави, ќе излезат со информација дали ќе има намалување на цената на имотниот лист. На денешната средба било утврдено дека е неопходно да се вратат и дел од овластувањата, што приватните геодетски фирми ги имале претходно во однос на правото за вршење на теренски работи за потребите на единиците за локална самоуправа и институциите на централната власт,
кој досега ги имаше Агенцијата за катастар. Со ваквиот пристап, смета министерот Цугарески, ќе се забрза давањето на услуги и ќе се зголеми конкуренцијата. На средбата е разговарано и за пазарната цена на услугите што ги нудат приватните геодетски фирми. Се согласивме долната граница на цената на услугите да остане регулирана како досега, додека горната цена ќе биде регулирана во согласност со пазарните услови, рече министерот Цугарески. Разговарано е и за потребата од ублажување на казнената политика и воведување на мерката опомена. Преку ора и песни, својата култура и традиција синоќа на плоштадот Делфина во Влае ја презентираа повеќе културни друштва од Македонија, соседството и цела Европа. На плоштадот Делфина во скопската населба Влае синоќа почна 38-иот меѓународен фолклорен студентски фестивал, што го организира културно-уметничкото друштво Мирче Ацев и општина Карпош. Фестивалот го отвори градоначалникот на општина Карпош Стивчо Јакимовски, кој истакна дека е големо задоволство што фолклорните групи од соседството, како и од другите европски земји се тука да ја презентираат и пренесат својата автохтона етнокултурна традиција. На фестивалот учествуваат културно-уметнички групи од Македонија, држави од соседството и од Европа. На синоќешното отварање пред публиката покрај македонските играрци со своји танци и традиционални ура се представија и културно-уметничките друштва од соседна Бугарија, како и од Полска. До вторник ќе продолжи периодот на стабилно време со посвежи утра. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, а најтопло ќе биде во недела и понеделник, кога ќе достигне до 39 степени, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во вторник и среда ќе настапи преодно на облачување проследено со северен ветер, повремен пороен дожд и услови за нестабилност, а температурите повторно ќе опаднат. Минималните ќе се спуштат до 8, а максималните дневни температури ќе достигнат до 32 степена. Од МТМ Метео во продолжение ќе дознаете и повеќе детали за времето. И уште една информација пред самиот крај. Од 20 до 24 септември во Скопје ќе се одржи 11-тото издание на реномираниот фестивал кој го слави виното Виноскоп 2017. Локацијата, како и минатата година, ќе биде на плоштадот Мајка Тереза пред МОБ, а на фестивалот ќе земат учество најдобрите македонски винари. Тука никаде ќе ви заблагодарам за вниманието. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене, довидување.